Колешки Мираковски, бидејќи се обидовте да правите неколку паралели, па индиректно јас бев прозван, а и директно. Сакам неколку работи со аргументи да ги разјасниме и можеби тоа ќе биде причината јавно изнесена зашто сте вие малку повеќе нервосна. Она кое што е факт точно е, како што кажавте, дека кога се разговарало за корупција и извештаи за корупција, преходната опозиција бевме присутни од прв до последен членови и заменици во рамки на комисијата и дополнително имаше уште десетина пратеници минимум заинтересирани. Зошто? Бидејќи како одевме на терен, како разговаравме со граѓаните, ни соопштуваа за конкретните плячки и рекети кои што ги правеа поранешните функционери, ваши пријатели кои што вие ги гласавте дека да бидат функционери. И бидејќи спомнавте Ендија, дека биле тука присутни, еве ќе спомнам граѓаните на Република Македонија кои што не следат, сакам да знаете дека моментално на сите можни извештаи на Државната комисија за спречување на корупција, од Социјалдемократскиот сојуз има 0 пратеници, од ДУИ има 0 пратеници и од Левица има 0 пратеници. Тоа зборува се за опозицијата. Колку опозицијата смета и дали смета дека има девијантни појави. Второ, треба да ја кажете на јавноста да не играте на кратка памет, бидејќи вас така лично не ве доживувам и други колеги така. Она што е факт е дека Државната комисија за спречување за корупција, актуелнава што е сега, и предходната што беше, и двете беа изгласани во рамки на ова собрание, кога СДСМ и ДУИ беа власт. Така или не е така? Така е. Значи, и двете комисии, едната што ја фалите, другата што ја кудите, беше изгласана од СДСМ и од ДУИ. Ние како пратеничка група на ВМРО-ДПМН и коалицијата сме учествувале во работата, но не сме биле мнозинство ниту за формирање на преходната комисија за спречување на корупција, ниту за оваа, и тоа е многу честно да се каже пред македонската јавност. Во поглед на активноста на Комисијата за политички систем, сакам јасно да кажам дека во 35 години постоење на собраниево, Комисијата за политички систем има одржано 4 јавни расправи во 35 години. Последниве 2 години има 24. И сега, ако треба да се правдаме за транспарентност и за отчетност, треба да ви биде малку незгодно. И четврто, јас лично, како претседател на комисијата, транспарентноста ја водам преку организирање на јавни расправи, а не надзорни расправи. Ќе ви кажам и зошто. Затоа што надзорните расправи се дел од англосаксонското право, тоа се вика hearing во рамки на Сенатот, обично во Америка, каде што ние овдека седиме на 2 метри височина, оваа говорница тргаме, тука ставаме клупички од некое училиште и луѓето кои се функционери, кои што работат за оваа држава, се во многу подредена позиција и лично сметам, мене лично ми е невкусно да некого го испитувам, не бе да сум тука обвинител, судија или прекисуд, вие ги нема од СДС, па да им пресудам дента овдека. Јас сметам дека држава се води преку различни мислења, држава се води со слушање на аргументи и држава се води со инкорпорирање на повеќе мозоци на едно место, а тоа е несомнено колешке јавната расправа. Во поглед на законите како се носиле, дали биле во редовна или во скратена постапка, тоа сум ја кажал јавно на дебата, ќе ви го повторам и уште еднаш. Разликата помеѓу нас и вас, помеѓу многу илјади работи, една од разликите е тоа што ние како пратеници и како опозиција и како управувачко мнозинство сме секој ден помеѓу граѓаните на оваа држава. Секој ден разговараме за нивните проблеми и не чекаме од некое министерство само, некоја агенција или било кој друг да создаде законско решение, бидејќи ние имаме определени ветувања и на крајот на мандатот не сме елитисти од телевизија да им се соопштуваме, одиме повторно ки тие луѓе и како пратеници поднесуваме законски решенија. Впрочем, улогата на собранието
Основна е носење на закони, а потоа е и надзор. Ова сакав да го кажам, немам намера лично да полемизирам, но ќе ве молам од опозицијата, ја ве разбирам, вие сте добар пратеник, секогаш сте присутна, но од носечкиот фактор СДСМ има 0 пратеници, од ДУИ има присутни 0 пратеници, и од вие како се вика од Facebook, од левица има 0 пратеници. Цела опозиција, вие да сте сама, имате свој став, ја ви го почитувам вашиот став, но немојте да се споредуваме, ние бевме сите одека. Ние за криминали зборувавме конкретно од оваа говорница. Ние за рекети зборувавме конкретно од луѓе што веќе биле рекетирани. Ги имавме примерите, зборувавме дека јасно и гласно. Ви благодарам.